Ви благодарам на репликата. Навистина од вас очекував конструктивна расправа во насока на поддршка на она што го бараат жителите од населените места во општина Јегуновци. Вие колку што знам доаѓате од општина Богданци, што е нели на другата страна од државата, и во рете, ако имате наредба да го узурпирате времето, за што е можно помалку амандмани и барања на граѓаните да се слушнат тука од оваа говорба, тогаш во ред тактиката ви е успешна, па така ние еве петти ден зборуваме за 50 амандмани. Значи сето ова што го прочитавте не им врши работа на жителите во село Копанце, Туденце, затоа што, да ве потсетам, вие сте 6-та година на власт, 6 години сте власт во Република Македонија, претходно 4 години имавте кандидат, односно градоначалник на општина Јегуновци од Социјалдемократскиот сојуз. Значи, кој што не остави ниту еден проект, ниту аплицирал, ниту можел да аплицира најверојатно поради неговата способност. Што сега се случува таму, можете да поминете еве како моја гостинка, да прошетаме по општина Јегуновци, да видите што работи сегашниот градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН и што работел вашиот колега кој што повеќе не е таму градоначалник. Така да ве замолувам, немој да го узурпирате времето, дајте шанса на луѓето и на барањата на жителите, гласајте за поддршка на овој амандман, во спротивно сметам дека едноставно го узурпирате времето и просторот на оваа говорница. Повеќе од 200 амандмани и барања на граѓаните се преточени во амандмани тука во собранието. И молувам да не читате извадоци од тоа што ви е доставено најверојатно од соодветното министерство, затоа што тука има представник од владата кој што нели кажува прифаќа или не прифаќа, но сепак на крајот останува вие да ги прифатите барањата, затоа што ќе изгубите на следните парламентарни и токму поради вакви бирократски глупости кои што ги кажуваат од тука.